Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да искористам можноста да објавам почеток на промените кои што граѓаните ги очекуваат. Синоќа донесов одлуки, денеска ред да ги споделам, ќе бидат изработени решенијата од страна на администрацијата во Социјалдемократскиот сојуз и во текот на денот ќе ги потпишем решенијата. Одлуката е се разрешуваат сите претседатели на општински ограници на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да им се заблагодарам на сите за активноста, работата, служењето на граѓаните како представници на локално ниво на најголемата владеачка партија, на сите оние председатели на општински организации каде што се победени изборите, апелирам да бидат повторно кандидати, нека се кандидират на следниот конкурс кој што веќе уште идната седмица ќе биде објавен во постапка. Следуваат следните чекори во делот на промените, како ќе се носат, така ќе ги објавуваме до граѓаните и до јавноста, токму преку вас медиумите, како што реков. Почетокот на јуни или првата половина на јуни ќе се случуваат промените во општествениот сектор, а тоа се јавните претпријатија, министерствата, владата и сите владени институции, а во политичкиот дел, во мојата политичка партија, таму каде што јас сум директно надлежен, а тоа во изборот на претседателите на општинските организации, одлуката ја донесов, синоќа ја соопштив на координација на колегите од раководството, заради тоа што тоа е мое право. Конечната одлука е токму таа. Сите претседатели на општински организации, ние имаме вкупно 78 претседатели на општински организации од 80 општини, се разрешени и веднаш органите и телата на партијата ќе донесат одлука за отпочнување на постапка за избор на нови раководство. Со разрешувањето на претседателите на општински организации паѓаат извршните одбори на локално ниво, заради тоа што тие се формирани на предлог на претседателите на општинските организации. Верувам дека сето ова ќе предизвика едно возобновување на севкупниот амбиент на луѓе кои што се доста експонирани, постојат за да бидат добра алка на премостување и решавање на проблемите на граѓаните, се со конечна цел сите да учиме од своите слабости и да бидеме уште подобри во периодот кој што предстои пред нас.